подпредседател, колешки, колеги пратеници, многу почитувана македонска јавност, почитуван премиер. Централна тема изминатите денови е реконструкција на влада и веднаш на самиот старт да дадам едно појаснување. Се работи за појаснување кое што мора електоратот да го знае. Тоа е во нашиот случај, во овој случај овде, излегува една партија, влегува друга партија. За таков тип на реконструкција станува збор, а за квалитетот ќе имаме прилика да го видиме многу скоро. Во превод, еден транслейт, грчевита борба за опстанок на политичката номенклатура на власт, Демократска унија за интеграција, Социјалдемократски сојуз. Реконструкција на влада која што е безмалку 6 полни години на власт. И сега наместо тука да беше многу лесно, изводливо да дебатираме за тоа кога ќе го притиснеме копчето и ќе се самораспуштиме, бидејќи нели цветаме во наводници, и да одиме на избори да потврдиме колку е квалитетен животот после 6 години, на сите нас. Да ги прашаме нашите почитувани сограѓани, секој во своето населено место, колку ни е нас тоа добро, и да дадеме потврда нели на политиките на владата. Ние одиме на реконструкција на влада едноставно само да се купи некој ден повеќе и да се опстане на власт. Владата во изминатите 6 години не даде позитивен резултат во ниту еден сектор. На првиот ден почитуваниот премиер се обиде, имаше своје експозе, ми остана во сеќавање, парафразирам, ова општество треба да биде општество на еднакви граѓани. Меѓутоа, јас таму ставам запирка. Општество на еднакви граѓани во кои што припадниците на ДУИ и на СДСМ се поеднакви од другите. И тоа не мора мене премиерот да ме верува. Доволно е да се јави кај општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз и да праша кој е најбогат во изминатите 6 години. Кој од ништо створил огромно богатство? Како го направил тоа во овие 6 години? На сметка на грбот на граѓаните, почитувани колешки и колеги. Од друга страна, Александар Николовски даде една дефиниција дека владата е континуитет на корупција и криминал. Во еден збор на грабеж, перманентен, постојанен грабеж, во кој што повторувам, сите ние заедно со граѓаните ќе го платиме цехот. И сега не случајно е таа поделба Социјалдемократски сојуз нафта или обратно, ДУИ нафта, а Социјалдемократски сојуз струја. Не е случајно тоа. Да одиме поред. Бидејќи станува збор за разрешување на министри, министерот Бекин се разрешува. Добро е да кажеме неколку збора за Министерството за здравство. Никој пат во својата политичка кариера не сакам да се служам со она што морам неминовно е да го кажам. Околу пациентите болни од цистична фиброза. Начинот на кој што се сакаше да се избегне од одговорност. Ја велам, веднаш, не дај Боже друг пат да ни се деси таков случај. Нема што да се размислува, луѓе, оставката е единствениот излез. Нема за што да разговараме повеќе. Ако е владата таа што обезбедува средства и ние сите чекаме на владата, не се обезбедени парични средства, се поднесува оставка, одиме на избори. И нема што тука да се бара и да се префрла топката, не знам министерот е, не знам премиерот. Неминовно е да се спомне, неколку пати може да го искористам зборот, невидливиот клинички кој што беше поставен на 500-600 милиона. Исти тако функционира. Нашиот е невидлив и не функционира, а нивниот е 100 и неколку милиона евра во Србија и функционален, почитувани мои. Што повеќе да кажеме за тоа министерство? Неколку министри се сменија, епохални скандали. Никогаш нема да се заборават тие скандали. Да одиме со Министерството за правда, господинот Тупанчевски, јас
многу ретко го видов, да не речам на едно ниво невидливо, кое што сега е 24 часа последните звезда не се потпишал на документот за евроврзница. Да, ама кога беше Социјалдемократскиот сојуз на власт, односно опозиција, тогаш имавме ни еден господин кој што не е овде присутен, се вика Кире Наумов, кој што праќаше писма од страна на Социјалдемократскиот сојуз, нанесе огромна штета. До ден денес уште тие милиони ќе ги плаќаме за евроврзница. Кога се дадоа неточни податоци. Да не го заборавиме тоа. Финанси и економија, тоа е сепак од делокругот на тоа што го работи премиерот. Јас од овде запомнив дека и забележав дека сега веќе не зборуваме за тендери во 4 очи. Сега тендерите се наједноставни во 2 очи. Сам си распишувам, сам си давам на себе или на фамилија, блиска фирма, блиска до партијата. За инфлацијата секој месец давав податок овде дека имаме по 986 артикли, чии што цена на чинење постојано расте. За жал не бев тогаш артикулиран правилно и сега имаме огромен процент на инфлација. Тоа значи дека концептот на зголемување на минималната плата, која што овде неколку пати се спомна, кошничката сега е околу 52.000, па ја ве прашувам колку треба минимални плати да се заработат во Република Македонија, за да може едно 4-члено семејство да живее нормално, да преживее еден месец. За земјоделството многу пати сме кажале, меѓутоа ме потсети еден од колегите денес, како испомна, мислам колегата Игор Здравковски, околу набавката на дрва, како тоа се грижиме постојано, а набавката на дрва потполно потврли, меѓутоа за сметка на тоа па производството на пелетика и министерот одлично си оди оваа година и цената стигна до 400-450 денари. Би сакал со неколку збора само да спомнам и за една трансформација која се случи и која што на дел од колегите се уште не им е јасна. Што се случи со господинот Таравари? Јас овде имам повеќе изјави од него, почнувајќи од 11.6.2018, кога при закани, кога тој е на функција генерален секретар, нарекува неговите закани дека се од страна на милитант од редовите на Демократска унија за интеграција. Пазите, ве молам, милитант. Каква трансформација се случи да сега ние пред неколку дена добивме експлицитна закана дека ќе имало радикализација? Ве молам, од човек кој што на 11.6.2018 тврди дека добил закана од милитант од ДУИ, сега промовира нешто сосема друго, најавува некаква си радикализација. Само уште 60 секунди ми останаа да го кажам епилогот на тоа што ќе се случи, да антиципирам. Директна последица на новиот лидер, господинот Арбен Таравари, ќе се обиде да го продолжи векот на траење на Демократска унија за интеграција, тоа е под еден, а под два, ќе се случи целосна детронизација на неговата партија. Затоа што во неговата партија членуваат членови кои што никогаш, запамтете добро, не можат да опростат ваква трансформација во неговото размислување. Нема воопшто да спомнувам сега ни куќа, ниту викендичка. На крај, оној што ги води македонците, тоа сум го кажал и повторно, не смее да лаже и не смее да кради. Ви благодарам.